Весели, расположени, празнично расположени заедно со нашите гости, ја продолжуваме емисијата Здраво Македонија на Канал 5 телевизија. Докторка, застанавме никаде кај синусите, но кога сме веќе кај синусите, постои ли зависност од користење од капки за нос и колку таа зависност во наводници може да допринеси до контраефект? Мислам дека најчеста зависност е зависноста од капки за нос. Значи, многу пациенти имаме кои што не можат да дишат без капки за нос. Меѓутоа, убаво, јасно е назначено на пакувањето. Употреба на капките треба да биде 5 до 7 дена. Меѓутоа, секое прекумерно употреба на капки доведува до појава на зависност. Што се случува? Значи, капките за нос се всушност вазоконстрикторни капки, односно ги стегаат крвните садови и на тој начин го намалуваат отокот во носот и вие можете да дишате. Меѓутоа, кога тие клетки многу време остануваат без кислород, стануваат гладни и затоа лачат во околината, па вазодилататорни материи со цел кога ќе надојде крв да можат добро да се најадат, за да не бидат гладни. И тогаш настанува уште поголем оток на лигавицата кој што бил пред употреба на капките. Така да еден пациент ако употребувал капки 5 пати во денот, сега зголемува на 10 пати во денот и тоа неговите капки траат, например сум имала пациент што употребува едно шишенце капки за нос на 2 дена. Значи тој буквално не може да дише без капките за нос. Значи се врти во еден магепсан круг, што би се рекло. Значи ако не стави капки, не може да дише, а кога ќе ги стави капките, кога ќе помине неговото дејство, тој се затнува многу повеќе. Значи единствен лек за оваа состојба е престанок на употреба на капките. Или правилна употреба? Правилната употреба, за да не дојде до зависност, а потоа да си побараат совет од уво, нос и грло, да се направи еден убав преглед и да им се каже како да ги остават капките. Можеби 2 дена ќе им биде многу тешко, но после вториот ден, верувајте, големо олеснување. Така. Значи нема да им бидат потребни капките за нос. Така. Но исто така и во овој период имаме проблеми со грлото, но за да не отвораме многу темата, конкретно ќе прашам за засипнатиот глас. Многу често не само во зимскиот период, туку по излегување, можеби, кога сме биле на некој концерт, ни е засипнат гласот, наутро ни е засипнат гласот, но кога тоа укажува на проблеми и евентуално рак на грлото. Вака сега, значи една обична настинка може да оди со зарипнат глас. Или ќе се настинеш и гласот е зарипнат. Да. Сте биле на концерт, многу сте пееле, сте викале, гласот, бидејќи сте ги злоупотребиле гласните жици, значи тие се изморени и зацрвенети од толку викање, ќе имаме зарипнат глас. Меѓутоа, зарипнатиот глас, во колку трае подолго од 2 недели, во тој случај секогаш треба да се обратите на преглед за уво, нос и грло. Барем сега во денешно време прегледите се многу едноставни. Значи постои ригиден ларингоскоп, постои флексибилен фаринголарингоскоп кој што ќе ни даде јасна слика на тоа што се случува во грклано, во гласните жици. Така. Барем тие карциноми можат многу брзо да се утврдат затоа што даваат брзо симптом, а тоа е промена на гласот. Ако другите карциноми нема да дадат брзо некаков симптом, барем овие ни се и лесни за визуализација, значи можеме да го видиме и да утврдиме за што станува збор, а и симптомите можат да се јават многу рано. Значи кај карциномите на гласните жици. Така. Значи секоја засипнатост што трае подолго од 2 недели бара преглед. Добро, да знаеме. Да. Значи може да имаме засипнат глас, но ако трае подолго време, Што не значи преглед. секогаш дека станува збор за карцином. Значи веќе искуството што се вели, јас од врата знам пациентот со што се соочува по бојата на гласот. Значи каква боја на гласот имаат пеачките чворчиња, каква боја имаат полипите на гласните жици, а каква боја има веќе карциномот на ларингсот. Но, значи, секој треба после 2 недели зарипнат глас да направи еден преглед кај специјалист со од убо, нос и грло.
Така, можеби сега ќе ги разочарам гледачите, но морам да прашам за страстните пушачи на цигари или оние кои што конзумираат ладно, газирано, колку тоа може да предизвика или да дојде до рак на грлото? Значи, најголем фактор за појава на рак на гркланот, велиме, бидејќи грло е и орофарингсот и хипофарингсот. Така. Гркланот сметаме на гласните жици на тој дел. Најголема опасност има алкохолот и цигарите, особено кога ќе се комбинираат. Значи, со добар пијалок, па тука се цигари, така да порано се сметаше дека ова е рак на мажите, меѓутоа сега и кај жените, бидејќи најверојатно и жените конзумираат повеќе алкохол и цигари. Да. И овие пушачите всушност имаат 4 пати поголем ризик да добијат карцином на ларингс од непушачите. И пациентите, луѓето кои што конзумираат алкохол, особено ако пијат секој ден. Така. Значи, секојдневното пиење на алкохол ја уништува лигавицата и ја намалува незината отпорност, а со тоа канцерогените состојки од чадот, од цигарите, делуваат многу лесно и доведуваат до метаплазија, односно до промена на епителот и настанок на еден карцином. Така, добро, треба да се чуваме. Значи, помалку од пороците. Не знам колку вие конзумирате цигари, алкохол, кажавте, не конзумирате, маестро? Нема, јас многу пати кога ќе разговарам вака со луѓе, генерално пороци од тој тип немам. Алкохол не конзумирам, една чашка ракија само во некаква ситуација, толку ми алкохолот во животот, можам да кажам, не знам, во живот вино можеби една голка, две сум пробал, пиво можеби никогаш. Кафе не пијам. И јас не пијам кафе. Да, цигари воопшто Нема не. И ќе ми кажат, што убаво ти убав здрав живот живееш, меѓутоа сето другото што е во однос на нездрава храна, континуирано до ден денес, како да кажам. Оброците најчесто ми се в кола, патување наваму натаму во кола, која здрава храна ти можеш да ја конзумираш. Кока-кола многу пијам, тоа ми е внесот на кофеин кој што ми го трга кафето од употреба, меѓутоа си носи своји други негативни работи, така што се она што значи брза храна и таков еден брз начин на живот со малку спиење и сето тоа ми е составен дел од животот и затоа не можам да кажам. Ама затоа викам, пороци немам од таков аспект, али ево овие се исто. Па и пиењето газирано е порок или кока-колата, и таа ствара зависност. Па добро, не се ставам јас во зависниците во однос на таа работа, не го зборам тоа така. Да. Стресот е Стрес, да. голем причина. Мене порок ми, јас купувам работи нови, уште пред да ги завршам претходните, да речеме креми, козметика, уште не сум ги завршала старите, ја одма одам да купувам нови и уште си ги користам старите иако имам ново. Тоа може би ми е порок. Како порок го... Па порок е, пари трошиш цело време непотребно. Добро, јас како да кажам, дека го споменавме стресот сега како составен дел од Стресот е нашиот најдобар пријател. Сега тоа ако може некој да ме научи како да се справам со таа работа. Ќе треба да одиме ние на коучинг. Ќе одиме, мада После емисија. добро било како тоа ако можам да го средам со себе, можам да го средам во очите на другите луѓе да не биде заприметно, меѓутоа си го носам со себе. Мислам, животот си бара одговорности разноразни и сега кога ти си влезен во тој динамичен круг, не може без стрес. Ти не можеш да дишеш, а пред тебе се случува хаос. Ете, така. Земи длабок воздух и издиш, а тебе ти иде. Не, така. И во многу ситуации ми е многу смешно кога некои одредени други блиски луѓе ќе застане вака ќе ми каже: "Абе, блазе си ти не се нервираш", вика, Мува не те лази. И сега си викаш, така делувам на вистина, да не е некој посериозен проблем што така делувам, а не е така всушност, не е тоа си под разноразен притисок. Знаеш, кога зборуваме сега, патуваш, одговорности си носи животот, семејни обврски, професионални обврски, професијата, ете, дал Господ такви многу гранки да носи музиката и работиш од се и се што. Да. Свирење
сериозни концерти, од педагошка работа од понеделник до петок, па до свирење на разноразни семејни веселби, сето тоа прави не да прави стрес. Тоа е стрес сосема некој поинаков од овој нормалниот. И тоа е проблем што ние толку многу се навикнуваме на стресот, што ние веќе стресот ни е буквално нормална работа. Зорица, многу луѓе го искусуваат тоа. Еве и Благојче. Така. Стресот си е тука. Значи со нас си е стресот. Не може ми каже некој откачи се од стресот. Баш стресот ми е најдобар пријател, не можам да се откачам од мојот најдобар пријател. А не треба да биде така. Тоа не е нормално. Да, животот ќе ти донесе некој стрес од време на време, ама кај нас секој ден. Секој ден. Не е проблем да влеземе во стрес. Мислам, тоа е навистина еден одбранбен механизам на телото, нели? Влагаме во стрес за да се мобилизира телото и да се справиме со нешто што не предизвикува. Проблем е кога ние остануваме во стрес преку цел ден. Значи, нашето тело, еве, не сум доктор, меѓутоа неуросајанс, невронаука и така натаму, неврологија е дел од тоа што го работам. Ние можеме да се справиме со половина час, да кажем, стрес во денот. Меѓутоа, над половина час стрес веќе многу станува штетно за нас, апсолутно. Тоа се цели хемии кои што се лачат во телото, што исто така го напаѓаат нашето здравје, нели? Зборувавме за пороци, да. Тоа е едно, меѓутоа стресот е и многу малку се зборува за тоа, меѓутоа се наведува според истражувањата на број 1 убиец во светот, нели, причинител на смрт е токму стресот. Докторката да ни каже вака со стресот како да се справиме од професионална гледна точка. Вака сега, значи, ако човек си задава многу задачи, нормално е дека ќе дојде во стрес. Значи, ако ти можеш да ги менаџираш работите и да кажеш ова е премногу за мене. Така е. Треба да си олесниш, значи никој нема да ти олесни ако самиот не си направиш. Се разбираме. Значи, до некаде. Најлесно е, нели, да прифатиш онолку колку што можеш да издржиш. Ако многу повеќе прифаќаш од тоа што можеш да исполниш, во тој случај за тебе е стрес, не е уживање. А сите прифаќаме повеќе од што можеме да од различни причини. Да. На некој му требаат повеќе финансии, на некој му треба докажување во кариерата, на некој и самите се поставуваме во состојба на стрес. Луѓето што не се толку амбициозни, не се ни толку под стрес. Ето, Ние не сме таму. Ние, докторке, со вас ќе се дружиме по цели денови, сега ќе си размениме бројче, Ете, кога сме видиш во како стрес. било, јас не. Ете, гледаш? Колку било лесно и едноставно, а ние Треба тука да збориме. научите да кажете не. Така. Сега во Тешко е продолжение тоа. ќе видиме и фотографиите кои што ни ги испративте вие, само да прашам дали се спремни и чиви фотографии можеме да ги А од докторката Па да може од започнеме. докторката, ако се спремни, да ги погледнеме фотографиите. Че сите гости имаат таква задача да ни испратат Да. нешто од приватниот живот. Ова е една фотографија. Само секунда да видат и гледачите. Така, може. Ова е една фотографија од последното патување со сопругот. Бевме сега во октомври во Египет и ова е Луксор. Карнака, мислам дека се викаше овој храм. Дали ви се допадна Египет, колку успеавте да го Значи, видите? историјата е неописива. Да, сите се воодушевени кога да Тоа е нешто многу интересно. Така. Ова е една слика од пред 3 години во Абу Даби, во хотелот со 7 звезди, јануар месец. Да, се гледа Исто, белка. да. Тука негде 10 јануар беше. Исто со сопругот. Сега вака, оваа фотографија се моите најважни жени во животот. Значи, ова е мајка ми до мене, што е пред мене со очилата е мојата тетка, на мајка ми сестра, а лево од мене е мојата свекрва. Значи, ова се жените од кои што јас учев за животот. Поздрав да сите И се уште учам за животот и тука ми недостасуваат уште една тетка, која што многу ми недостасува секој ден и мојата баба. Мислам дека имам една фотографија од баба ми, кога полнеше 90 години, еве. И сите ми велат дека најмногу личам на нејзе, на мојата баба. На мајка ви? На татко ми. На татко ви. На татко ми. За жал 91 година не дочека и не прославивме. Ова е последниот нејзин роден ден. Машала. Сте го прославила барем Да, 90-тиот го прославивме, да.
прекрасно чувство имам кога се сеќавам на моето детство, буквално живеев нели фамилиарен живот и со баба и со дедо. Имате браќа, сестри? Имам брат кој што е помал од мене, а инаку буквално значи живеевме во една така фамилиарна куќа со многу луѓе. Од мала сакавте да бидете докторка, бидејќи Од децата секогаш. обично докторки сакаат Од да бидат. секогаш, мојата мајка е лекар сега во пензија и јас мислам за друга професија не знаев Не во сте знаели. животот освен за лекар. Ова ми се слабост, мачињата. Ова ми е Ајси, маче кое што не е живо сега. Сега имаме ново маче, се вика Зои, од истата сорта и ова е тетка на Зои. Да, многу потсеќаат, само што е таа шарена, ама многу сакам мачки. Ова се моите синови, имам 2 сина, поголемиот Емил, помалиот се вика Калин. Ги следат ли вашите стапки? Да, и двајцата имаат одбрано хумана професија, поголемиот со бели панталони, заврши медицински факултет во Љубљана. Моментално работи во клинички центар Љубљана, во ургентен центар. А помалиот почна да студира туризам, меѓутоа реши и да почне да работи. Така да сега е пожарникар во чета на град Скопје. Стварно? Да, и е денес на работно место. Браво. Тоа е професија за снимање. Може да го снимаме. Да, и двајцата имаат хумани професии, и двајцата си ја сакаат работата, можам да кажам. Особено малиот, еве го поголемиот на доделувањето на дипломите во Љубљанскиот универзитет и беше пофален од деканот на медицинскиот факултет, graduated with honors беше. Значи едно македонско дете што на вистина еве само си го пробива патот во светот. Браво. Следна. Чест и за двајцата. А слика од пожарникарот немам. Ние ќе го Нареден снимаме. пат ќе дојдеме ние со се камера, не треба слика одма видео. Да. На лице место. Добро. Ви благодарам, докторке, што ни спративте дел од вашите фамилиарни фотографии. Тоа е целта во овој дел на емисијата, да ве запознаеме приватно, малку повеќе. Да. Следни кои се од Зорица? Да, еве Може од ги гледам, Зорица. спремни се од Зорица. Повели Зорица. Јас ова е една фотографија со сопругот од едно преубаво патување во Базел. Голем дел од патувањата ми се некако поврзани со моменти на посетување или семинари или обука, па ова беше на еден настан на Джо Диспенза што беше 4 дена во Базел. И така во слободно време. Ова убави годинава? моменти. Па минатата година, да. Испратив слики од различни периоди од животот, оноку колку што има време. Ова е од голем кораб, еве од минатата година или оваа година, како да кажам, некако посериозно навлегов во планинарење и искачување врвови. Ова беше од искачувањето на голем кораб, голема експедиција, имаше многу народ, многу убаво. Така за мене е едно од подрагите моменти. Супер. Ова е со моите дечиња, девојчиња, сега се тинејџерки, тука се помали. И ова е на нивниот прв концерт. Мислам дека беше ова на концерт на Лозано, помалата ќерка Ана, многу го сакаше. Па и другата, и поголемата. И ова е на концерт на Лозано. Кај нас предпоставам во Борис Трајковски, Да, така? да. Добро. Ова е ова ми се некои драги моменти од патување со нив сега како растат, нели, тинејџерки. Па си ги земате со вас. Да, и патувањата се некако моменти кога сме пофокусирани сите. И ние немаме обврски, сме фокусирани на нив и тие се некако тука со нас, по ова е од Будимпешта. Една така, си ја сакам многу оваа фотографија. Многу убави моменти, спомени. Ова е извешани се сликите. Да. Ова е Зорица дете, се досега беше јас со моите деца. Да. Ова сум јас со успеав некако да ја најдам, ја имав зачувано веројатно од претходниот пат кога гостував. Во средината сте вие? Во средината сум јас, имам брат близнак и мојата сестра помала, 3 деца и мајка ми и татко ми, моите родители. И така. Не сум знаела дека Нема имате брат многу близнак. фотографии од тој период. Ова е од Титоврв.
исто еден од подрагите моменти. Ова е како јас сакам да си го, некако ричарджинг, како си правам полнење на батериите, ова е на водно. Тие велосипедски вожњи, мене зборувавме за стрес. Стрес-фри терапија. Стресот ќе го почувствуваме, ама како да се релаксираме, па тоа е начинот како јас се ослободувам со физички активности од стресот. Ова е во Амстердам, да. Исто едно прекрасно патување. Ова е лани пред Нова година. И прекрасни неколку дена поминати, тука бевме со сопругот сами. Мислам дека тие има уште. Да. Ова е од друго патување со децата, помалата не сакаше да се слика. Еве нешто и од работава моја. Патувам, ама и ви работам. Да. Апсолутно. Многу работам всушност. Да. Многу работам, на начин си ја сакам работата. Мислам, ова е моја хоби, моја обсесија, пасија и сум среќна што го работам тоа што го сакам. И претходните години уште повеќе, само работа некако, ма последнава година, две, некако наоѓам уште поголем, тоа е моето тежнение, да развијам уште поголем баланс, нели, да можам да се посветам и на други работи, не само на работата која што патем. Љубов ме врзува за работава. Ова е исто од една обука, од тренинг, од работна средина. И еве сме ние. Да, супер е. Мислам, сите ние убаво е да си ја сакаш работата и да ја работиш, нели, таа работа за која што мислиш дека си најдобра, меѓутоа и балансот да го најдеш. Не знам, да шеташ, да возиш велосипед, да патуваш. Многу од гостите ни праќаат секогаш фотографии од патување, затоа што има начин како да си ги наполнат батериите кои што ги трошиме секојдневно. Апсолутно. Следни имаме фотографии од Благојче, ако може да ги видиме и Благојче праќа различни. Се надевам дека не си пошто доста фотографии. Па да, не знам, смешани се сега сите. Тие така се надевам дека нема ни да имаме време да ги. Ајде на брзински може да ги поминеме. Ова е концертен настав со акторот Петар Горко. Тоа се случи минатата година, насловен како Етносимфонија, еден прекрасен концерт. Заедно беше со нас и Сузана Спасовска, доенот на македонската песна. Овде сме заедно со моите родители, мојата сопруга. Ова е пред неколку години промоција на мојата книга, посветена на кларинетот и сериозната музика. Јас би сакала да ги поздравам твоите родители во овој момент, затоа што знам дека не гледаат и се верни фанови на Канал 5 телевизија. Да, мајка ми посебно. Да, поздрав до родителите и до сопругата секако. Следна режија? Ова е исто од снимање на спот заедно со Сара Мейс на Ако одам во Битола, песната направивме на преработка пред 2-3 години заедно со неа и со Димитар Андоновски, така да тоа е во Македонска филхармонија во холот. Генерално имам повеќе од професионалниот живот фотографи, верувам, еве исто семејството, тука е сестра ми. И сестрата да си ја поздравиме, затоа што и таа ни била гостинка веќе неколку пати во Здраво Македонија. Да, и ова е некој свечен настан, претпоставувам дека е настан посветен на татко ми, негова годишнина од некој јубилеј од кариера, некој 40 или 45 години беа. Овде сме со Џамбо Агушев на концертна сцена, еве сме со сопругата и со синчето, ова е пред неколку месеци слика. Еве сум јас заедно со татко ми на мои некои 3-4-5 месеци. 82-3 година е ова. Ова е од последната дружба, четворица кларинетисти, имавме прекрасен концерт во Битола. Исмаил Лумановски, Благој Ламиов и Горан Бојчевски се луѓе во странство кои што работат. Еве со Каролина од некој настап од многуте концерти. Ова е од промоција, ете, ако одам во Битола во Центарот за култура, овде со Андријана Јаневска исто од снимање на наш заеднички проект. Ова е во Филхармониската сала во Софија, заедно со Народниот оркестар Софија. Ова е во Белград со Александар Софрониевич, еден голем професионалец, мој пријател и соработник, едно од најдобавите студија на Балканот. Ова е тој концерт каде што заедно настапувавме со моите колеги. Ова е од последниот концерт кој што беше пред 10 дена заедно со Гамзе Матраџи од Турција. Ова беше последното, да речем, концертно случување сега. Најсвежа фотографија е можеби ова. Многу убав концерт, многу убаво озбиднување, кое што
ни наполни батериите, да речем, за овие предизвици сега декемвриски. Да, декември сега мора да се издржи. Ќе се издржи како и сите декември месеци изминатите години, така ќе биде и овој, ќе биде борба сериозна, али ќе ја победиме како и секоја година. Во јануари ќе може цел месец релакс да бидеме. Така што драго ми е што после короната нова година, дочекот на новата година ми е во кругот на семејството. Така што пред короната никогаш не сум. Не сум бил дома. Од 98 година сум свирел секогаш за нова година. Короната беше еден пресек таков кој што направи промена. Меѓутоа пред нова година така, на Билдано ќе биде, има доста концерти, има доста настапи кои што треба да се обават и тоа е тоа во Така. Каде ќе имате настапи за Имаме нова ли време, година? Бисерче, само за прашањето да прашам? Па готово, уште 2-3 минути, така што ќе мора да заокружиме. Каде Благојче ќе имате настапи? Па вака сега следно што треба да се случува е во понеделник имаме голем концерт со Елена Андоновска, нашата Така. извонредна вокална интерпретаторка. После тоа имам уште 2-3 концерти. Еден од нив е концертот на Миле Кузмановски кој што треба да се случи кон крајот на месецот, претпоставувам 24 октомври. Генерално покрај сите работи концерти имаме последно со мојот состав со група Фонтана на 30 на платото пред офицерски дом во Битола. И пред новогодишно ја заокружуваме заедно со нашите битолчани. Така. Оваа година која што навистина беше успешна, позитивна. Драго ми е што и јас и окружувањето мое си останавме здрави, живи, сето тоа е во ред. Професионално сум задоволен. Греото е да не бидам задоволен, така што се надевам дека и наредната година ќе биде со едно такво позитивно убаво темпо. Така, за крај бидејќи немам уште некоја минута, имаме време, доктор Кејзурица, вие како ги поминувате празниците, дали работно со семејството, како ги поврзувате работата и семејството? Мора да се оди на работа. Да. Меѓутоа, ние обично за нова година сме дома, не патуваме нигде. Нашиот син си доаѓа од Љубљана, обично последниве 8 години, и си седиме дома. Тој сака да си се види со другарите, нели пред тоа се подготвуваме Така. за празниците и така. Зорица, вие? Јас вообичаено околу нова година, дока е Божик, ми е така за одмор, релаксирање, евентуално некое патување и потоа стартувам работна. Турбо. Да, Да ги оствариме целите и соништата во 2026 година. Па има проекти кои што да е важно да се завршат и да ми носи мене тоа радост. Јас некако одмарам и едва чекам да почнам со работа. Јас се благодарам што ова утро заедно со нас го одбележавме ова празнично издание понеделничко во Здрава Македонија. Ви посакуваме успех до крајот на оваа година да си ги остварите целите и 2026 да биде поуспешна. Гледачите нека останат со нас, бидејќи тука правиме само една кратка пауза и продолжуваме со емисијата.